За оваа година во делот на инфраструктурно подобрување на условите за учење и настава беше подготвен проект за реконструкција на фудбалското, ракометното и кошаркарското игралиште во нашето училиште. И овој проект на наше големо задоволство од страна на локалната самоуправа, пред се од градоначалникот, беше услишан и беа одобрени средства во висина од 1.800.000 денари. Овие терени, односно игралишта, беа во многу лоша кондиција. Затоа, посебно во деновите кои што кога беше дождливо, атмосферската вода не беше прифатена и беше отежнато изведувањето на наставата, посебно на часовите по физичко. Со реконструкцијата, со овој проект, опфаќа комплетно асфалтирање на овие три игралишта во вкупна површина од 2000 метри квадратни, набавка и изградба на одводни системи кои што ќе имаат за цел да ја прифатат и да ја однесат атмосферската вода во атмосферската канализација, монтажа на заштитна ограда во делот кон улицата и исто хортикултурно уредување на површините кои што се до овие игралишта. Со завршувањето на овој проект во многу знатно ќе бидат подобрени условите за настава, посебно на часовите по физичко и здравствено образование, ќе бидат во можност наставниците да ги реализираат комплетно и квалитетно наставните програми по физичко и здравствено образование. Но исто морам да напоменам дека ова училиште важи за едно од најспортските, најбаскетџиски училишта во градот и овие терени се доста експлоатирани, посебно во летните денови и во вечерните часови. Ќе можат локалното население, односно лицата заинтересирани за спорт и рекреација да ги користат и да ги експлоатираат. Реконструкцијата на спортските терени и игралишта во основното училиште Кире Гавриловски беше еден од најбараните проекти, не само на учениците кои што учат во ова училиште, туку и на сите спортски ентузијасти кои живеат овдека во околината, но и целиот град. Овие беа едни од најпопуларните терени за играње на мал фудбал, на баскет, па и одбојка, така да со реконструкцијата на овие игралишта, децата кои учат овдека ќе добијат реновирани комплетно спортски игралишта во дворното место за изведување на наставата по физичко, а сите оние ентузијасти кои ги има многу и играат тука на овие терени, ќе добијат одлична можност за спорт и рекреација. Покрај сите овие зафати кои што и кажа директорот ќе бидат изведени, значи ќе биде комплетно реконструирано игралиштето за мал фудбал, ќе биде реконструирано игралиштето за одбојка и кошаркарското игралиште, ќе бидат поставени исто така и рефлектори за да може и навечер да се користат овие игралишта до одреден период. Бидејќи ќе бидат на тајмер тие рефлектори, па во зависност од договорот со училиштето да може до извесен период навечер да бидат користени овие игралишта. Да напоменам досега во основното училиште Кире Гавриловски имаме изведено многу проекти, комплетно е реконструирано целото училиште во овој период од 10 години. Вложени се преку 350.000 евра во комплетна реконструкција. Со изведбата и новија игралишта веќе се ќе биде завршено, што е обврска на локалната самоуправа. Ние да напоменам во минатиот период извадовме одобрение за градини, имаме проект за спортската сала која беше влезена во програмата на Министерството за образование и требаше ова година да започне да се гради на општо задоволство на сите спортисти во град Прилеп. Меѓутоа, како што слушам со ребалансот на буџетот, стопирани се сите овие проекти од страна на владата, што значи доколку не започне изградбата и да се заврши изградбата на нова спортска сала, не само учениците, туку и сите спортисти ќе бидат скратени со еден убав спортски објект кој беше предвиден за изградба тука во дворното место. Да напоменам дека не престануваме тука со нашите инвестиции, продолжуваме и понатаму да реализираме. Нареден крупен проект за ова училиште ќе биде наредната година изградба и изведба на термоизолациона фасада, со што многу ќе ја подобри енергетската ефикасност на овој училиште. На ниво на територијата на општина Прилеп, во сите основни и средни училишта и музичкото училиште имаме вложено преку 12 милиони евра инвестиции до сега. Овој процес го продолжуваме континуирано и понатаму со изведба на одредени проекти спрема потребите во секој училиште и во градот и во селата.
Извинете што